Премиерот Мицкоски очекува следната недела да има поголемо намалување на цените на бензините и дизелот, откако суровата нафта на светските пазари падна на околу $86 за барел. Тој најави дека во понеделник владата ќе направи нова анализа на цените, пошто ќе се знае дали ќе има дополнително кратење на акцизите или намалување на ДДВ-то за нафтените деривати. Знаете дека на 2 недели се анализираат акцизите. Сега завршува онаа втора половина од месецот и веќе во понеделник ќе направиме просек за практично за втората половина од месецот. И врз основа на тие параметри ќе се делува на цената на нафтените деривати. Добро е што 2 дена поред паѓа цената. Она кое што е важно, а тоа е дека ова е берзански производ, сите ние државите купуваме од исто место, а ние како држава имаме убедливо најниска цена на дизел горивото и на безоловниот бензин во регионот, па и во Европа, би рекол. Од денеска бензините се продаваат за 3 денари повеќе, а дизелот за 4,5 денари. Споредбата со цените од почетокот на март покажува дека за неполни 5 месеци бензините поскапеле за 18,5 денари по литар, додека дизелот е поскап за 27,5 денари. Така од самиот старт на енергетската криза до денеска, цената на Евросупер БС 95 се зголемила од 74,5 на 93 денари. 98-октанскиот бензин од 76,5 на 95 денари, а дизелот од 71 на 98,5 денари за литар. Председателот на регулаторната комисија Ристов вчера посочи дека главната причина за високите цени не е недостигот на сурова нафта, туку намаленото производство на нафтени деривати поради нарушената работа на дел од рафинериите, оштетени во воените конфликти меѓу Русија и Украина и на Блискиот Исток. Според него, додека трае таквата состојба на пазарот, може да се очекуваат релативно високи цени на горивата. Мартин Арсов, Сител телевизија.